Таа е храбра и амбициозна. Таа создава нови вредности и крши предрасуди. За неа, предизвик е секој нов ден на македонските патишта, следејќи го својот сон. Да продолжи постапките на својот татко, зад воланот како професионален возач. Во месецот посветен на жената, вие представуваме Жаклина Спирковска-Андоновска, прилепчанка, возач, борец, жена која зад воланот не следи патишта, туку нив ги создава. Како дете, татко ми пошто беше возач и имав желба да го наследам, пошто немав брат и положив уште 2002 година. Само во кај нас се соочуваме со женски машки професии и кога побарав работа во тогашна Пелагонија ми рекоја, откако положив, ми рекоја да не падне угледот на фирмата и не ме примнаја. После се пресели во Скопје и во Скопје побарав работа во ЈСП, ама таму требаше да имаш татко, свекор, некој што оди во пензија па да не примнат на работа. И мислев дека немам шанса, немам во живот да речем да исполнам мојата желба да бидам возач. 2020 положив за шлепер за Сканија и реков кога не можам со Д категорија, че одам барем камион да возам. И така во 23-та беше, послушнав огласов случајно на радио дека се бара кондуктер. Разговарав со Жарко и условот мој беше да, ќе бидам кондуктер под услов и да возам. И така на почеток, да речам, имаше и колеги скептици и патници скептици, ама полека. Значи желбата ти се исполни и веќе неколку години си дел од екипата на Роман Прилеп. Дали од колегите имаш поддршка за тоа што го работиш? Имам голема поддршка, значи од старт ме поддржуваат колегите, ме бодрат, да речам. И мислам се успеав да си ја исполнам желбата, да станам професионален возач. И тоа и најголемата желба што ми беше, значи да не бидам градски, него меѓуопштински превоз. И сега сме на релација Прилеп-Скопје-Прилеп. Сум задоволна од самата работа. Македонија не достигаат возачи, особено категории кои што се за автобуси или за товарни возила. Сметаш ли дека жените во Македонија можат да надокнадат недостиг од жени професионални возачи? Не мора да значи жена или маж. Тој што ги почитува правилата, ги почитува без разлика дали е маж или жена. Сепак не можам да речам дека нема лоши возачи, да речем, и во мажите и во жените, ама има и добри возачи и меѓу мажите и меѓу жените. Според тебе, треба ли жената да се поттикнува повеќе за да го земе воланот в раце и да управува и со возилата и со животот во тој случај, бидејќи нашите патишта какви што се навистина се и ризични? Како да ги поттикнеме жените? Па тоа само волја, храброст ако имаат желба и сами да се борат, пошто
околината сигурно дека ќе ги обесхрабрува. Не знам како да се изразам, ке им става сопки, така да кажам, на некој начин. Има во животот обесхрабрување сопки, ама само издржливоста и упорноста може да им помогне. Има ли други твои колешки кои што работат еве во фирми кои што се занимаваат со превоз со автобуси или друг вид на превоз и услуги? Си се запознали во Македонија со повеќе жени кои што работат како возачи? Во Скопје имаше градски превоз 4 беа, мислам дека сега се намалени. Има со камиони што возат доста. Тоа и низ Македонија и надвор од Македонија, само си возат фамилиарно, да речем со партнери, со сопрузи, така само жени од Македонија мислам дека нема. Ама им се восхитував кога доаѓа, јас кога бев дете од Германија, да речем, доаѓа со шлепери, со камиони, им се восхитував и сакав еден ден и јас да бидам една од тие возачи, да. Твоја препорака до младите девојки, жени кои што, еве, не мора да биде тоа професија професионален возач, туку друга професија, која што е типично машка во Македонија. Имаш ли препорака до сите жени кои што сакаат да си остварат желбата и да бидат рамо до рамо со своите машки колеги? Без разлика кој што им кажува, без разлика кој што им вели, значи ако сакаат да чекорат кон нивната исполнување на нивните желби и нивните идеи. Имаш ли друга неисполнета желба што се однесува до возење, управување со возила кои што се потешка категорија од автобуси? И која е таа? Па нема, мислам сакав автобус да возам и таа ми е желбата. Бидејќи ако нешто друго посакам, мислам дека и ќе си го исполнам. Што е предноста кога ќе речеме дека жена е возач? Бидејќи жените, за разлика од мажите, еве, ако не друго, водат повеќе грижа. Дали е тоа една од предностите за да се биде жена професионален возач кога е директно во сообраќајот на македонските патишта или е нешто друго? Па да, жените, јас викам како мајки, секогаш се погрижливи. Мислам тоа е мислење мое. Ама сепак зависи од индивидуи. Како жените професионални возачи се третирани од сообраќајната полиција, од останатите патници кои што сте имале прилика да ги возите? Сообраќајната полиција мислам дека не прави разлика меѓу мажи и жени. Дека кај нив нема некоја сепак учесник во сообраќај си е учесник во сообраќај, без разлика дали е маж или жена. А патници има, да речем, некои скептички, да речем, се однесуваат. А има и па доста искусни возачи кои сум ги возела за Скопје, да речем, или назад за Прилеп, кои после важњата, присимнување ми пружаат рака. И мислам, тоа е многу за мене, многу ми значи. Значи, искушен шофер кој возел секаде по светот и да ти пружи рака и да ти рече секоја ти чест. Велиш дека возиш по македонските патишта или на релација Прилеп-Скопје во рамки на действувањето или делувањето на фирмата Роман Прилеп. Дали имаш желба еве да одиш и во странство, бидејќи Роман врши превоз на патници и надвор од Македонија? Па кога би имала прилика, да. Значи со Роман можеби, а со мислам надвор од Македонија, да сакав јас да возам надвор од Македонија, имав шанси да заминам странство и да возам.
ама јас сакав, значи, скептицизмот на македонците, на Прилепчани посебно, да го нарушам. И затоа што надвор од Македонија има секаде жени што возат. А во Македонија се многу ретки. И не сакав, значи, надвор да возам. Тоа беше и моја желба, значи да возам во Македонија, посебно во Прилеп. И ми се исполни таа желба. Еве, март е месецот на жената, бидејќи се започнува со празникот посветен на жената 8 март. Која е твојата порака до сите жени и во однос на професијата, но и во однос на празникот, бидејќи се уште, еве, како жени, ние се чувствуваме дека во одредени области сме малку по неценети од мажите. Твојата препорака која е до сите оние кои што сакаат рамноправно да бидат рамо до рамо со своите машки колеги, со своите сопрузи, со своите момчиња и така натаму? Пред се, да им го честитам 8 март на сите жени, на сите учеснички, да речам, во сообраќајачето ми се колешки. Што да им препорачам? Значи, упорноста, секогаш да бидат упорни за нешто што го сакаат, да се борат и никогаш да не се откажуваат. Честитам за тоа што си успеала твојата желба да ја исполниш. И еве и моја препорака до сите оние кои што во моментов го гледаат ова видео. Значи, во Македонија се е можно и се е достижно, но потребно е да се има желба, упорност и секако да се има само дисциплина, бидејќи само така може да се успее. Благодарам. Благодарам и вас.